Добро вечер, почитувани. За прв пат во мојот работен век имам можност да се појавам на неколку медиуми, меѓу другото многу ми е задоволство што и на КТВ и на РТК ќе ги има мене, со лик, мојата колешка Светлана Дарудова, дописничка на МИА и повеќе релевантни национални куќи во Македонија, колегата Данов Ангел, главниот говорен уредник на КТВ телевизија, со кого приватно и вака инаку кога одиме на работа многу сработуваме. Толку само како најава. Мој соговорник од десната страна е Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци. Задоволство е да се биде во негова близина и пред да почнеме со оваа емисија рече поставувајте прашања какви сакате и колку сакате, спремен сум да одговорам на се. Така ли беше? Така беше. Добро вечер и од мене. Пред се вас како медиуми, како застапници на јавноста во општина Кавадарци. И еве денеска одлучивме оваа емисија да направиме заедничка за да направиме една дебатна емисија за она што е сработено до сега за овие 5 месеци и што планираме во иднина да го сработиме како локална самоуправа и јас како градоначалник на град Кавадарци. Ние очекуваме голема гледаност на емисијата со оглед на тоа што вие сте многу елоквентен и отворен при зборувањето. Така и очекуваме да бидете и денеска во овие 45 минути колку планираме јас и Ангел да ја направиме оваа емисија. Првото прашање, како ви помина овие 5 месеци на ова работно место каде што сте сега? Така. Морам да бидам искрен, така да кажем отворено за јавноста дека напорно ми помина овие 5 месеци и се надевам дека таа напорност ќе се исплати и се гледа веќе во дел на јавноста. Така да овие 5 месеци претежно ни поминаа во делот на правење на програми, во делот правење на она што значи усмерување на кадарот, на секторите, на јавните предпријатија и делумно делување на терен. Така да морам да кажам дека во овие 5 месеци поминавме многу процедури, како носење на буџет, усвојување на буџет и сега во втората фаза од наредните 5 месеци ќе биде имплементација на буџетот на јавните институции. Што значи тоа дека ќе почнеме со официјална градба, ќе почнеме со официјална имплементација на буџетот, јавните предпријатија како комуналеци веќе се консолидира во делот на промени во кадарот, во делот на промени на раководители, така да имавме еден бурен период и вака и за нас значителен период во делот на ичекувањето, што утре и што другата недела со самите промени кои што ги правиме и во општината и во самиот град. Градоначалниче, имате соработка со Советот на општината, иако мнозинството овдека е од Социјалдемократскиот сојуз, затоа добивте честитки од повеќе релевантни амбасадори во Републиката, меѓу кои амбасадорот на Соединетите Американски држави, на Унгарија и така натаму, сите што дојдоа во Кавадарци. Како сте задоволни од досегашната соработка, кога се во прашање одлуките кои што се во интерес на граѓаните и каква е соработката со државните институции, кога дали Кавадарци на некој начин се обструира поради тоа што градоначалникот е од друга партија? Така. Како што сами спомнавте и кажавте, мнозинството го има Социјалдемократскиот сојуз. Јас како кандидат на ВМРО ДПМН и подпредседател и дел од советници кои што ги имаме супер односи, релации и прекрасна соработка во делот на советот. Ја мислам дека секој разумен човек, макар и градоначалник и советник кој што работи во интерес на општеството и на граѓаните, и единствена цел му да направи подобро утро и да подобро ги пласира и потроши парите на граѓаните соодветно во комунална изградба, соодветно во делот на инфраструктура и пред се транспарентно, мислам дека нема да има соработка. По однос на вториот дел во делот на владата на Република Македонија, апсолутно имаме поддршка, да не речем ајде и максимална поддршка, значи немаме никаква обструкција, напротив, се слуша нашиот глас како општина, на добро ниво котираме како општина, затоа што мислам дека сме и значителна општина, не е битно дали денеска тука Митко или било кој, општината треба да расте на повисоко ниво, така да Кавадарци не смее да го занемари ниту централната власт, ниту било која друга институција, така да имаме добра соработка во делот на тој дел. Градоначалниче, има иницијатива во Кавадарци за спас на градскиот парк. Запознати сте со иницијативата, имам сознание дека сте разговарале со нив, сте биле на лице место со луѓето кои што ја водат оваа иницијатива. Закажан е протест во текот на утрешниот ден, а мене ме интересира што очекувате од протестот. Исто така е закажано дека во големата сала на општината ќе има презентирање на плановите од 2003 година кој што е генералниот план и 2013 деталниот урбанистички план. Па кажете ни што очекувате од оваа средба со носителите на оваа иницијатива
и ме интересира вашето размислување дали може да се најде во наводници виновник за ваквата ситуација и дали некој ќе сноси одговорност. Така, јас вчера недела случајно се сретнав со луѓе, не ги знам ниту лично, и оние што се иницијатори за спас на градскиот парк и оние кои што го подкренуваат под наслов протест против уништување на градскиот парк. Тука првично не се согласуваме во две работи. Градскиот парк воопшто не е загрозен и воопшто не е навлезено во градскиот парк. Градскиот парк си има своја градежна линија, си има своја загарантирана линија, која што така цврсто и одговорно тврдам дека не е нарушена апсолутно. Во делот на тоа што значи протест пред локалната самоуправа и приемен нивен во локалната самоуправа, јас ги поддржувам да имаат едно јавно излагање и од наша страна и од нивна страна. Зборот протест така лично не ми се свиѓа баш много како протест, меѓутоа ете така го последователе да биде тоа во тој назив протест. Ја би го нарекол собирен граѓански, каде што општината вака јавно кажувам дека ќе испадне во максимален пресрет на тие граѓани кои ќе дојдат тука, ќе бидат и службите останати после работното време да презентираме и да видиме што значи тоа 2003 година, што значи 2018 година. Виновник во цела ситуација не би барал, затоа што не сум ја тој кој што треба да бара виновник и да нарушувам некои односи или да обвинам некој во делот на изработката на генерални планови или на урбанистички детален план. Инаку постапката, како што кажавте, е почната 2003 година, тоа е во мандатот на господин Панчо Минов, завршена во вториот мандат на господин Александар Панов. Така да оваа хронологија влечи 3 мандата на градоначалници и вака на кратко би кажал дека во самата населба кај што е направен тој генерален план за домување, можеби едно од постарите мала кој што постоело во град Каваци. Значи таму од Маџар мало, значи таму од сегаш имало населба и врз основа на постоечки објекти е иницијативата за градење на нови стамбени објекти. Така да тука ќе кажам само дека градскиот парк воопшто не е нарушен и нема да биде нарушен во делот на уништување за градба на урбани средини. Што смека и ова прашање на колешката, уште мала додавка или прашање, дали вие стоите цврсто дека ќе спречите на тамошен напад на градскиот парк, како градоначалник, од сега навеќе, од денеска натаму, и дали има политичка позадина ова работа со иницијативата, вака да ја прашам? Значи, како градски парк, мене ми е лична одговорност и како општина, како градоначалник, да не дозволам никакво зорупирање или уништување ниту на еден сантим од градскиот парк. Така да стојам цврсто и одговорно и кажувам дека би спречил секако навлегување во градскиот парк. Јас кога бев со луѓе во иницијативата која што има за заштита, појдовме на лице место на локацијата, ја видовме и им кажав дали знаете кај се граде, не знаат кај ќе се граде точно. Им објаснив кај се граде локацијски, па вика добро, тогаш не е толку страшно. Да, не е страшно, затоа што воопшто не навлегуваме во паркот. Во делот на градскиот парк мораме да направиме иницијатива да го заштитиме, не само од тоа дали ние ќе градиме или нема да градиме, треба да го ревитализираме. Треба да имаме годишна програма за обновување со повеќе наменски дрвја, повеќе годишни култури, соодветно наводнување, соодветно одржување, така да градскиот парк да биде градски парк. Во делот дали има политичка позадина, не би сакала да навлегувам затоа што многу е сензитивно и отворено прашање, а и може само да се нагодуваме, точно не знаеме. И друго беше прашањето? Да, тоа беше. Да. Така, се јават политичките субјекти без разлика, јас сметам дека ако имат нешто, ја би ги повикал и политичките субјекти, и граѓаните, и општината да на тој ден дојдат сите и разговараме транспарентно, ги отвориме плановите и појдиме на локацијата да објасниме, да видиме што е точно очекува утре и после 5 години и после 10. А во понатамошен развој на генералниот план или на детален урбанистички план и навлегување на било која зелена површина, како градоначалник не би дозволил. Тоа би било вака на моје ветување, јас кажав и на претходното излагање дека не би дозволил зелена површина да ја претворам во урбана градба или домување. Така да зелената површина сега треба да биде заштитена, затоа што и сами знаете колку тоа е значително. Напротив, ние веќе покажуваме дека сакаме да ги зголемиме зелените површини во град Кавадарци. Градоначалниче, општината како никогаш до сега, така барем перципираат граѓаните, е распослена на повеќе фронтови кога е во прашање комуналната изградба.
се работеше на кејот, една од фазите на кејот е завршена. Се работи на тротоарите со поставување на столбови кои што гарантираат безбедност на пешаците и одвојување на автомобилите. Исто така се работи и на други градежни активности. Еве да почнеме околу комуналната изградба со овие прашања, а потоа колегите секако и со други детали од градежната експанзија во Кавадарци. Така, во моментот се работи на повеќе градежни локации офанзиви. Тоа беше плод на оние 2 месеци кои што ги ставивме во делот на правење планови и програми да можеме да тргнеме од мртва точка зимниот период јануари и февруари за од март да се вклучиме во градежна офанзива. Работиме на повеќе тротоари, работиме на повеќе улици, работиме на урбано средување на улиците. Сега ќе почнеме за брзо време и со одбележување на вертикална, хоризонтална сигнализација во делот на градот, со оплеменување на подобри семафорски решенија, со градење на 2 кружни текови кои што еден веќе отпочнат доле кај Билка зградите, треба да го завршиме до крајот на годината, а исто и кружни тек во делот на Винарса Визба Тикви што се спојуваат со Мак Петрол, треба да го завршиме и тој до крај на годината. Отпочнати улици кои се во тек имаме повеќе, јас можеме вака да ги изреферирам, да ги кажам кои што во моментот се во тек. Значи улица 12 другари. Денеска е завршена пополчување. Така ми реферирале службите. Улица Методија Ѓунов Џикот, спои со улица Калница. Треба да се отпочне со работа. Тротоар на улица Страшо Пинчо. Тоа е тротоарот од левата страна на кај Ваташа со, мислам, чина дека должина од 150 метра, комплетно ретивизирање, односно правење на нова бетонска подлога за да можат граѓаните слободно да се движат. Подготовка за асфалтирање на улица Праведничка. Отпочната со работа. Реконструкција на асфалтирање на 4 јули. Асфалтирање на улица Црноречка втора фаза. Значи имало прва фаза пробивање, сега е асфалтирање. Пополчување на улица Дисанска, партено уредување на улица Доне Попов, пополчување тротоар Методија Ѓунов Џико, пополчување на Чиро Крстев, мисля че дека тamo во завршна фаза веќе тротоар на улица Ѓоре Брушански, споредна уличка на улица Кузман Јосифовски, пополчување на крак на улица Лазо Калешков, пополчување на крак на улица Игман и пополчување на крак на улица Охридска. Ова се улици кои што се делумно пробивање, асфалтирање и пополчување. Така да тоа се едно од 14-15 улици кои што се работат во моментот и се во програма ставени и мислам дека за месец месец и пол сега ги завршуваме. Меѓутоа јас тука би кажал, кога сме веќе кај улиците, би додал дека че имаме многу масовна ретривизација на булевари и на улици, на градски. Негде околу 80 милиона денари имаме предвидено заем од Светска банка, кој што веќе е одобрен да ги наново нанесиме со асфалтни слоеви сите градски и приградски улици и булевари. Тоа ќе биде така една значителна ситуација за Кавадарци, кај што пака еве граѓаните ќе можат стварно да го осетат, да го видат и да се пофалиме со нешто масовно. Значи тука ќе имаме километрици улици со нов асфалт и булевари, кај што наредните 10-15 години тие улици ќе бидат во една прекрасна состојба, кај што нема веќе да ги крпиме, да се занимаваме со нив, него ќе одиме во втора фаза да можеме да направиме подобра урбана средина. Исто така и во делот на тротоарите кои што ни се ставени како приоритети, сакаме да ги заштитиме колку што можеме пешаците во делот на паркирањето на возилата, а тоа се покажа како многу ефикасно со оние столбчиња кои што ги ставаме покрај тротоарот. Сега мораме паралелно и размислуваме што понатаки и со столбчињата и со паркирањето на возилата. Во моментот работиме на 2 проекта за паркирање. Едниот проект е АНОТ, така наречен, спроти градскиот пазар, каде што го пренаменуваме и адаптираме и ќе изградиме катна гража, односно приземје плюс кат гража, негде за 170 возила. И постоечката катна гража која што е направена спроти полицијата или спроти малото парче, односно правиме проект за надоградба на уширен кат. Тоа се плюс 60 возила. Така да со тоа веќе ќе овозможиме до 230 возила да има соодветно паркиралиште во делот на градската централна зона. Кога дојдовте на оваа функција, го наследивте градот како еден од најзагадените во државата со PM10 честички, со верување на граѓаните дека се зголемува смртноста и дека има се повеќе канцерогени заболувања. Мене ми интересира дали ќе настојувате заедно со Советот да се изнајде решение да се направи една студија за вистинските загадувачи во Кавадарци, значи од каде доаѓа вистинското загадување, дали е тоа од индустријата, од премногу возила, од пестициди или не знам од што веќе друго не. И
имаше некои забелешки, видов по социјалните мрежи, зошто не се стават пониско овие што се мерните станици. Може би видевте и вие, како што било во некои други земји за до висина на Имаше една книга, ми се чини во основно дарение купувавме 1000 зошто 1000 зашто. И во контекст на тоа, во контекст на ова прашање да ни кажете кои се други мерки ќе ги преземе општината или кои идеи ги имате за да се делува врз тоа да се смират малку граѓаните, дека малку да живеат порелаксирано, да не се плашат толку многу околу загаденоста и последиците врз здравјето на луѓето. Пак, јас како градоначалник живеам во Кавадарци, имам 3 деца малолетни, имам своје семејство, внуци и ќе останам во Кавадарци да живеам и сакам да живеам во Кавадарци. Кавадарци воопшто не е страшен во делот на загадувањето и не значи тоа дека сме многу загаден град. Малку работеки толкуваме на понесоодветен начин и можеби некогаш популистички или медиумски е многу добро да излеземе на телевизија и да кажеме втор заграден град по PM честички, трет заграден и така. Јас сега тука се вклучувам и сакам да оние што значат за мене професори, академици или доктори на наука да се вклучат и да точно го елаборират и да го кажат тоа што значи анализа. Пака. Прво да одговорам за она зошто се ставаат толку високо мерните станици. Има прописи и правила. Една мерна станица треба да биде поставена на висина од 6 до 8 метри. Ние имавме проблем да најдеме такви објекти, соодветно да ја поставиме. Така да мерната станица воопшто не е непрописно ставена, него таа треба да биде ставена на 6 до 8 метри висина од најниската точка, односно од дното на земјата кај што се наоѓа. Мерните станици, кои што двете ни ги донираше Универзитетот Гоце Делчев. Тоа не е случајна донација и там има меморандум за соработка. Тој меморандум за соработка вклучува повеќе работи и повеќе намени. Мерните станици не само што се опремени да мерат PM честички 2,5 и 10, сега се наградени и мерат ветрови, дождови и влажност. Така да ние имаме сега комплетни 2 метеоролошки станици, каде што утре можеме да предвидуваме идни заболувања во делот на земјоделството. Не само по здравјето на луѓе, по здравјето на луѓе веќе е малку друга тема. Така да во однос на она што ќе значи врнежи, ветрови, ружа на ветрови, влажност на воздухот, температурни разлики и шокови, можеме да предвидиме кога да им даеме на земјоделците насока да превентивно прскаат со одредени препарати. Ама тоа нормално ќе биде врзано со земјоделски факултет, каде што агрономи и стручњаци ќе си го предвидат ето тоа. Во делот на мерните станици, кога кажав дека меморандумот содржи повеќе членови и тоа е јавен, мислам дека е објавен, Универзитетот Гоце Делчев со нивни стручни професори и доктори на науки ќе ги следат случувањето во Кавадарци и прават пресеци анализи. Прават на 24 часовна анализа, тродневна, неделна, двонеделна и месечна анализа. Така да Кавадарци кога ќе направиш пресек, не е така алармантна ситуацијата и дека во моментот може да има загадување на PM над дозволеното. Меѓутоа во просек, кога ќе се извади тоа на месечно ниво и на неделно ниво, не е таква страшна ситуацијата. Нормално ние треба да се грижиме да симнеме таа уште на поминимална граница. Најголем дел, вака сега паушално зборување е во делот на огревот. Значи огревот ни е еден од алармантните загадувачи на воздухот во Кавадарци. Тука работиме на проект кој што е веќе порачен проект за гасификација, ќе ни биде готово за 2 месеци, штом државата го донесе законот за гасифицирање, односно закон за енергетика, ќе треба да претрпе измена, ние веднаш преминеме кон реализација на инфраструктура и реализација на инсталација на гасификација во Кавадарци. Со тоа ќе гледаме граѓаните да можат да добијат подобра цена и да се вклучат во делот на гасификацијата. Тука можеме многу да намалиме, инаку попратни проекти, еве, ќе кажам сега пред Великден, негде четврток, садиме околу 4000 садници заедно со шумско стопанство ЈП Македонски шуми Скопје. Тие не се донација како садници, ние се вклучуваме заедно со јавното предпријатие да ги садиме, ќе ги садиме во делот на посеватоша лево на така наречено клизиште кој ќе го викат, слечиште и таму садиме багрем, да го оплемениме земјиштето од слечиштето и да добиеме и подобра еколошка гледка. Исто така, работиме на еден проект кој што вака за Кавадарци мислам дека е многу значителен, затоа што Кавадарци е земјоделски град и малку не секое семејство или преко некое семејство имаат земјоделска опрема од трактор па до механизација и се занимаваат со таа работа.
определивме да локација блиску новата болница од 15 метри квадратни, која што наредниот месец ќе биде веќе во завршна фаза во делот на тампонирање и носење на вода и струја. Сите оние гражи кои што кажавме дека треба да се тргнат и да се отстранат, ќе им дајме локација да си ги стават на таа парцела, ќе биде под јавното предпријатие Комуналец, 24 часовно обезбедување и видео и физичко, секој ќе има право да си стави своја гража и она што значи земјоделска механизација да не ја внесуваат во централното градско подрачје, да не ја внесуваат пред самите згради, пред самите куќи, него да може да си ја оставаат таму, да си ги паркираат тракторите или механизацијата и оттаму да си тргнуваат луѓето на своите ниви, лозиња и така. Така да нема да инвестуваат во градот ниту пестициди, ниту праскалици, нормално нема да биде забрането, ќе гледаме тоа да го на некој начин едуцираме граѓанинот колку може да биде придобивка и за него и за се. Така да тука можеме доста да намалиме во делот на загадувањето и во таа средина, во таа зона сакаме да направиме две бушотнини, затоа што има таму истражување на вода и оној период кога сега доаѓа април, мај, кога каналите за наводнување не се пуштени во делот на земјоделието, а има потреба од превентивно или прво прскање на лозовите насади, да луѓето таму имаат технолошка вода, си ги полнат своите прскалици со вода и одат на нивните лозови насади или било која друга култура, да не ни направат нарушување на водниот систем. Затоа што Кавадац има најголем проблем април и мај во делот кога се полнат тие прскалици за вода. Така да мислам дека со тоа се грижиме и за екологијата, и во делот на системот за наводнување и на внесување на нечистоти во самиот град. Автомобилите се значајна ставка во загадувањето на Кавадац и по грејењето и се разбира фен индустри. И со нив мислам дека имате долгорочни планови. Најпрво да го решите паркирањето како проблем. На ваша иницијатива Советот донесе одлука за раскинување на стариот договор за паркирање. Докаде се новите ваши планови да го стартувате повторно ова прашање, да го решите или да пак да го намалите ако еве рековте со паркиралиште нешто ќе направите, меѓутоа оние сега паркирани возила на индустријска и други улици во градот и понатаму сметаат на нормалниот сообраќај. Така. Тоа морам да ви кажам дека е врзано со генералниот план. Кога дојдов на оваа функција, генералниот план беше во сам почеток, сега сме на една добра завршна фаза да го предадеме во Министерство за транспорт и врски. Генералниот план е тој кој што ќе ни ги пренамени улиците од магистрални во собирни улици. Значи ние како град до сега сме немале собирни улици и немаме право на паркирање. Значи, тоа е една анегдота која што останала од минатото, значи Кавадаци во генерален план, поготово улицата Илинденска е магистрална улица. По правило не смее да има паркирање. Така да со новиот генерален план кој што очекуваме негде септември месец да биде усвоен од Министерството, нормално тоа со јавни анкети да се истечат процедурите како што треба. Врз основа на него ќе добиеме сообраќајна дозвола за паркирање и нормално новото предпријатие паралелно ќе го формираме со инвестиција да биде и јавно предпријатие за паркиралиште. Зошто јавно? Јавно затоа што цената на паркирањето можеме да ја балансираме, да ја направиме најминимална, профитот да не биде врз основа на предпријатието или граѓаните, него да биде така символична цена за да може да опстане предпријатието, а да има некој ред во делот на паркирањето. Во делот на возилата кои што ги кажавте, наша информација дека околу 13.800 патнички автомобили има во општина Кавадац регистрирано и секојдневно се движат. Ја верувам дека кога зонско паркирање ќе имаме и ќе направиме соодветно паркирање, а нормално паралелно работиме и на пешачки зони, работиме и на ослободување на тротоари, работиме на подигање на свеста за велосипедизам. Еве сега максимално ќе го поддржиме Алшар кој што е еден значителен настан за општина Кавадац, од цел регион доаѓаат да посетат да возат велосипед. И имаме еден проект кој што мислам дека ќе го почнеме таму од јули месец, бесплатен велосипед. Имаме намера да направиме 3 локации со едно 20 до 30 велосипеди, кај што граѓанин може да земе велосипед од една локација да го остави на друга локација, а после тоа службите да го вратат на постоечките локации. Така да ќе ја подигнеме свеста од повеќе страни со единствена цел за автомобилите да помалку ги користиме, нормално и со она што возможни и паркиралишта и движење да се малку градот растрети. Градоначалниче, кои се плановите во делот на зелен пазар, подобрување, нов објект или нов проект? Како размислувате во овој дел? Ја морам тука да информирам јавноста и да кажам дека за жал општина Кавадац има
3 проекти за правење на зелениот пазар. Потрошени се многу пари во минатово, од сите градоначалници поред те направено по еден проект комплетен за правење на зелен пазар заедно со не знам, со трговски центар, заедно со паркиралишти, не спроведен ни. Колку пари чини еден таков проект? Па ја не би спекулирала, не околу 50.000 евра, мислам дека се потрошени за проекти повеќе. Во моментот ми е многу невкусно кога ќе кажам дека треба да порачам нов проект и да направам, затоа што 3 проекти ги имаме во општина, а не функционални. Затоа што се правени врз основа на некој урбанистички план кој сега се менува и детален план се менува. За жал, мора да порачаме нов проект, али овој проект го ограничивме со една сума од 600.000 денари. Значи нема да кошта проектот повеќе 600.000 денари, затоа што имаме и локални фирми кои што може да се јават за таа сума да го направат. Нема да го правиме мегаломански, ќе го задржиме духот на пазарот, она што го зборувавме и во предизборната кампања. Пазарот ќе биде едно плато со минус 2 гражи за паркирање и тоа ќе биде една употреба за потребите на граѓаните, секојдневна функционална употреба со нормално покриен простор, како што треба да доликува. И уште еден зелен пазар сакаме да доградиме во делот на новиот суд. Тука оставивме сега по генерален план парцела за пазар. Така да ќе имаме 2 зелени пазари, нормално луѓето сами си одлучат кој на кој пазар ќе оде, па и додека го градиме овој пазар ќе мораме да имаме соодветна локација како замена за тоа што луѓето сепак треба да пазарат. Планот е да се помини новиот генерален план, врз основа на тоа ќе правиме урбанистички план за да можеме да намалиме таа градежна парцела на зелениот пазар и да го направиме проектот таков како што може да се изведе. Ние може да нацртиме сега пак нов проект, да направиме 8 ката, 7 ката, 6 ката, да не го спроведиме наредните 8 години, мислам дека нема да добиеме никаква функционалност, а да потрошиме пари кои што значат проекти и хартија, а сами знаете дека проектите имаат употребна вредност. Значи еден проект има употребна вредност од 3 до 4 години, зависи од која. Во делот на капиталните објекти како што е зелен пазар, стамбена зграда или куќа, проектите се од минлива категорија. Така да времето оде напред, не можеш да се вратиш назад и да го следиш во делот на хартијата. Градоначалниче, со години назад постои еден проблем во Диквешијата, имено секоја пролет се горат милиони евра со горењето на прачките од лозијата, кога нели ќе се искриват и кога ќе се фрлат, па после тоа се горат. Кажете ни дали има во вашите планови или во плановите на општината или некое размислување околу тоа да се искористат прачките кои што секоја година се горат и на тој начин нели да се намали загадувањето, да се искористат тие за нешто паметно. И во тој контекст само уште едно прашање ме интересира дали граѓаните на Кавадарци може да очекуваат дека таткото на градот ќе се заложи нели ќе ги поддржи нив во барањето да нема во иднина Кавадарци уште една Г1 индустрија во некој од индустриските зони во општината. Бидејќи нешто се шушка, нели пак граѓаните стравуваат дека можно е да имаме дополнително загадување во градот. Ете вашето размислување, сигурно ќе сакаат да го слушат Кавадарчани. Така, во делот на првото прашање со прачките кои што се толку многу калорични и може да се искористат и за огрев и за други намени, морам да ви открием да ви кажам дека заедно со господинот Свето Јаневски имаме разговарано и со словенска компанија која ќе дојде во мај месец, ќе направат проби на неговите лозови насади и на ушедни лозови насади, што треба да ги определиме како локации. Значи, лозови насади од различни локалитети, ќе направат една физибилити студија, ќе ги обработиме тие прачки и ќе бидат првично за употреба на самата винарска визба во делот на огревот, во делот на парните котли, во делот на трошењето на енергија. Така да доколку се покаже како ситуација дека е рентабилна и ефикасна, а секој ќе биде ефикасна затоа што е калорична, можеме да размислуваме за студија за понатамошен развој и употреба на самите прачки. Тука во делот на истражувањето требаат многу средства. Сами знаете, се што се истражува и се праве подлежи под многу големи финансиски средства. Како општина сами не можеме да направиме некои иновативни или не знам креативни решенија доколку немаме европски пари или поддршка надвор од Кавадаци. Така да мислам дека ова добар проект да почне како индивидуален проект, а после да може масовно да се прошири со тек на време. Во делот на второто прашање за Г1 зона, Г2 зона и било кои други зони кои што треба да се предвидат и се направат,
Како што сами кажете, несто се шушка, се кажува, па вака ќе биде, така ќе биде, па ќе се загадува, нема се загадува. Ја можам вака граѓаните јавно да ги уверам и да им кажам дека ништо нема да помине додека тие не дадат свој амен. Тоа значи дека ќе бидеме максимално транспарентни, максимално отворени и флексибилни за се едно нешто кое ќе го правиме кога е поготово па нивниот интерес од јавен живот ли, социјална категорија или како сакаш кажи. Има компании кои што имат произнесено интерес за потешка индустрија, производство, што апсолутно не е никаков греф некој да произнесе интерес и да каже ја сакам да произведувам потешка индустрија, сакам да произведувам повеќе. Знаете дека економијата таа која се движе и без економија ние не може да обстанеме. Дај Боже да можеме само од земјоделие да живееме, ама минатото кажува дека не е издржливо и не може да се живее само од земјоделие. Така да секоја компанија која што има произнесено интерес и барање за било каква индустрија, ние соодветно ја пласираме таа информација до одредени структури. Тоа е нашата структура служби, нашата структура советници и ако одлучиме да ја носиме во понатамошна постапка, тогаш веќе ќе биде јавна постапка и граѓаните ќе кажат да или не. Така да ако одлучиме ние дека треба да биде не знам зошто да ги оптеретуваме на некој начин граѓаните со непотребни информации, шпекулации, дека не знам сега ќе се прави ова, ќе се прави она, така да мислам дека нема потреба да направиме ништо што му значи ноќта мора на граѓаните. Ќе си биде максимално транспарентно, како што кажавме на почетокот, сите тука живееме и дај Боже си останеме тука до подолги години да можеме да си функционираме генерации така. По духот на ова со прачките, кратко прашање, краток одговор, ќе градите или дестилерија, ќе биде ли општина Кавадарци организатор на една таква градба, што е многу интересна за да го преработи вишокот на грозје? Така, тој го ветував, го кажував, сега 15 до 20 април проектот е готов. Проектот, како што и ветив на една трибина во киносалата на Домот на културата, лично, заедно со службите од општина Кавадарци, ќе го предадам како проект на, ми се чини дека беше Ленче Николовска, како кабинетски советник на премиерот за земјоделие, доколку биде и тогаш уште советник, ќе го дајме неизе лично како проект, издржан, направен со физибилити студија и економски оправдан и оправдан во делот на квантитет и квалитет. Моје лично оптимално мислење дека кавадарчани наредните 3 години нема да имаат проблем со гројство. Сега ова нека не биде вака како буквално сватено, меѓутоа познавајќи ја ситуацијата во Република Македонија и познавајќи ја ситуацијата малку понадвор од Република Македонија, сите винарски визби се празни. Ова е добар момент 2018 година да искористиме ние лозарите, само може малку ќе се налутат вака винарските визби, али сега е момент лозарите малку да искористат да се подигни цената. Со тоа подигање на нормално подигање на цената од 2018 до 2021 за мене се количините однапред испласирани. Ево ова нека биде како неофицијална информација, познавајќи ги, пак ќе повторам, интерните ситуации во самите визби. Така да овој проект е добар, што има проектот, владата може да го размислува за инвестиција и да се праве за после 2021-2022 доколку имаме вишок на количини во делот на самото грози. Дај Боже да имаме добар род и сегаш да имаме род, а количините да не бидат сегаш употребливи за вино. А ако не бидат, ќе правиме друго решение. Ке се вратам јас градоначалниче повторно околу комуналната изградба. Многу кавадарчани ги интересира дали ќе се продолжи кејот према Ваташа, а и мене лично ме интересира. Исто така најавувате еден крупен проект, а тоа е целосна реконструкција и изградба на нов мост во Ваташа, кој што во овој период знаеме дека е комплициран по безбедноста во сообраќајот. Како ќе се реализираат овие два проекти? Така. И почнав второто прашање, за тоа што е завршено прашање за мене. Имаше таму јавното предпријатие за агенции и патишта, јавен повик, тендер, Жикол, ми се чини дека е избран како понудувач и изведувач на ситуацијата, негде околу 25 милиона денари, кошта новиот мост за изградба на излез од Ваташа и треба да се почне за 15 до 20 дена во фаза на отпочнување со изградба. Така да треба да го оверат во работа. Тоа е едно клучно прашање за тоа што статистички тука имаме годишно од 10 до 15 сообраќајни незгоди
кога е од невнимание на самите возачи, кога е од друго невнимание или од лоша поставеността на самиот мост и небезбедно, така да тука ќе решиме едно клучно прашање, тој мост ќе биде направен по денешни стандарди, многу подобро адаптиран во самиот простор и нормално ќе биде комплетно осветлен. Во делот на кејот, проектот е веќе во завршна фаза и ни е финансиран како изведбен проект преку Вардарски плански регион. Имаме проект од Брушевски мост па до Моклишката воденица. Така целокупна ажурирана подлога, целокупен проект, што значи дека кога поминуваме низ Ваташа, ќе поминуваме со уредување на кејот со пешачки зони, со зони за рекреација и прошетка, а со самиот излез од Ваташа. Па се до Моклишката воденица некаде на околу 4,8 км, мислам дека беше должински, ќе имаме повеќе наменска рекреативна патека со вклопот на 12 другари како споменик, Моклишката брана и Моклишката воденица. Така да ја верувам и оптимистам дека можеме да најдеме средства и надвор од нашите буџети за таа намена, поготово со погранична соработка за развивање на туризам, рекреација и спорт. И сум оптимист дека во мојот мандат дека парцијално тоа би го завршил до Моклишката воденица. Така да оваа година кога почнеме со кејот у Ваташа, до година да почнеме до 12 другари и ајде трета година да речеме дека би го завршили до Моклишката воденица. Тоа е еден така многу оптимистички и убав проект за град Кавадац и за цела општина кај што може луѓето буквално да се рекреират и да имат еден непречен развој во делот на спорт. Затоа што го знаете тие терен таму од Ваташа до Моклиште, летно време поготово е многу благопријатен за прошетка, за рекреација и многу по-освежителен него самото градско подрачје. Каква е ситуацијата со барања за експлоатација на руда и за геолошки испитувања на Кожув, особено интересен за граѓаните бидејќи го сметаат како свое богатство во општината, и ме интересира дали општината планира или има некоја идеја околу поврзување со ски центар преку Кавадаци. Вака. Во делот на експлоатација на руда на Кожув, знаеме дека таму имавме, затоа што веќе немаме рудник за фероникел. Топилницата Фени почна со работа, меѓутоа со 100% руда од увоз. Тоа за општина Кавадаци воопшто не е добра и среќна околност, затоа што општина Кавадаци има интерес најмногу кога има експлоатација на руда. Затоа што од самата експлоатација добиваме и средства, добиваме и многу повеќе финансиски приливи за да може да функционира како општина. Јас тоа прашање сега не би го отворил, би оставил вака еден период да закрепне Фени, да тие таму 1000 вработени директни се стават во еден нормален систем и режим на работа и првиот момент економски, кога ќе осетиме дека има простор да реагираме, јас би реагирал вака наискрено, ама не кога се вика некој кога се даве да му помогнеме да исплива. Ако го удајме, нема да имаме ништо. Во моментот не е момент да го отвараме прашањето за рудникот Ражаново, дали Фени е рентабилен да експлоатира. Беше момент да Фени почне со работа, а второто прашање е да го насочиме да експлоатира руда од нашето поднебие и од нашите благодети за да ги користиме и самите ресурси. Значи тоа прашање вака јавно, кажувам, че го оставиме со првите економски добри показатели. Значи за тоа си има стручен тим, комисија, каде што ние ќе кажеме да или добро утро, добар ден, тогаш кога ќе дојде самиот ден за таа работа. По делот на она истражување на Кожув планина за рудни богатства и сите други минерали кои што ги има, Кожув е богата планина. Мене ми е многу жал што Казандол како проект е неуспешен проект. Тоа е еден многу лош пример за странските и за сите поната можни инвеститори во Република Македонија, затоа што еден проект од 100 милиона евра да го прекиниш после прва фаза или втора фаза на изработка. Позади целата работа стои една личност од Гевгелија, која што со самиот негов проект е неуспешна личност и успеа да ги убеде граѓаните да каже стоп за Казандол. Тоа лично од економска гледна точка и од практична гледна точка мене не ми се свиѓа. Нормално тука требаше да се вклучат сите универзитети, да се вклучат сите стручни тела кои што можеа да го покажат тоа
и да докажат што значи. Ако замислите, ако Казан Дол функционираше, Кевгелија и Валандов и Богданци ќе беа меѓу најбогатите општини во Република Македонија. Нормално тоа не треба да биде по цена на здравјето на луѓето или загадување на екологијата, али јас колку што имам информации дека таа методологија или метода која што треба да се користи таму воопшто не е опасна по здравјето на луѓето. Меѓутоа тоа е завршена работа. Имавме и ние барање како општина за истражување во делот на Кожув од наша страна. По дефолт одговоривме негативно, затоа што таква е и политичката клима и состојбата во општеството. Така да еден ден ќе си ги трпиме последици кои сами си ги нанесуваме. Дали ќе бидат економски, дали ќе бидат еколошки, се што си правиме апсолутно самите за себе. Ке можеме ли да стигнеме до ски центар Кожув преку Кавадарци? Што ќе правиме таму? Ќе стигнеме. Што ќе правиме таму? Да уживаме во благодетите на природата. Така. Значи ски центар Кожув, јас повеќе не го викам ски центар Кожув, затоа што е замрзнат проект и замрзната работа. Тоа е една постапка во ликвидација и во стечај, кај што повеќе од 6-7 години не функционира, ама апсолутно воопшто. Должник голем према многу државни институции, должник голем према многу приватни компании, значи интерес една држава или општина да направи инфраструктура за некаден треба да имаме потенцијал и да имаме оправданост што правиме таму кога ќе стигне. Апсолутно дека Кожув планина има услови за рекреативно, она што кажете вие, да уживаме во благодетите, во природата, во ски патеки, ама дека можеме да направиме скијачки центар, да конкурираме на Австрија или на некои други центри, јас сум вака малку скептичен. Меѓутоа сум секогаш поборник да направиме она што го заслужуваме и како што вика старите си ги пуштиме нозите толку колку што не е долга чергата. Значи да направиме некои ски патеки, да направиме рекреативни центри за да можат и нашите деца и внуци и ние да се рекреираме нормално подкрепено со инфраструктура. За се требат пари, градоначалниче, а и во текот на цело овој муабет во главном велите дека ако нешто добро се изменаџира, ако има економска оправданост и така натаму. Со кои средства општина Кавадарци и вие како градоначалник ги грешите прашањата за кои јас, Ангел и Светлана ви поставивме и прашања кои имаат гледачите сигурно да постават уште многу. Многу пари треба за оваа работа. Буџетот ни е толку колку што е, околу 15 милиони евра. Околу 15 милиони евра е бруто буџет на општина Кавадарци. 900 милиони евра. Овие проекти и голем дел за проекти кои доправо ќе ве прашаме, треба да се исполнат со пари. Покрај овие средства, планирате ли од други извори средства за менаџирање или за исполнување на проектите? Апсолутно да. Значи, вкупно буџетот на општина Кавадарци е околу 900 милиона денара. Од кои што 160 милиона денари остануваат за комунални инфраструктурни изградби и 40 милиона остануваат за урбана опрема и за одржување на урбаната опрема. Или околу 210 милиона се за комунална опрема и во делот на изградбата на инфраструктура. Тоа се пари кои што ние треба да ги добиеме по делот на буџет на општина Кавадарци од граѓаните и од државата. Јас морам да спомнам да не забораваме дека добивме 2 милиона и 500 евра грант од германската влада, каде што чист грант, односно неповратни средства, тоа е скоро е наш буџет. Значи германската влада ни даде плюс буџет у една година, каде што ние ќе го употребиме претежно за атмосферска, колекторска, канализациона и водоводна мрежа преку јавното претпријатие Комуналец. Морам да кажам дека тој проект не застанува тука. Во моментот ни одобрија уште 650.000 евра грант, кој што ги наменивме за Дешка Тошева, улицата, негде од 1300 метри нова водоводна мрежа. И по некоја си случајност, по завршувањето на двете апликации, добивме уште 240.000 евра за крак коњски дупки. Значи во Склопско со Дешка Тошкова за замена на нова водоводна мрежа. Тоа се 3 милиона и 300.000 евра добиени средства во делот на се што е она подземно. Многу е добро тоа за Кавадарци, многу е добро и значително за граѓаните, затоа што се што спомнавме, атмосферска, канализациона, водоводна мрежа, буквално го добиваме од грант. А сите наши парици ги намениме во делот на капитални инфраструктурни објекти кои ќе бидат видливи, нормално и ова е многу значително, меѓутоа тоа е невидливи објекти кои ќе се пак вода и денеска добиеме, ќе добиеме вода и после на недела, ќе заборавиме дека е реконструкција направена, ама ќе добиеме многу по-безбедна вода и помалку дефекти во делот на водоводната мрежа. Морам да ви кажам дека
со самото тоа ние ќе направиме да имаме 95% искористеност на водата од Лукар. Ако земете само една општина која што ни е при соседска општина Неготино, имаат 70% загуба на вода. Од 70% ние сме на 10% загуба на вода. Значи Неготино 70% буквално ресурси за вода ги губи. Тоа е од стара инфраструктура, стара мрежа и нема и средства за да го одржуваат комплетната инфраструктура на водоводната мрежа. Така да тоа се средства кои што ги очекуваме да ги добиеме, односно ги добивме веќе како грандови. Морам да кажам дека приватните компании се вклучија доста со доаѓањето на мојата функција. До сега имаме прибрано некаде околу 160.000 евра донации. Ја очекувам барем уште 150.000 евра донации од приватни компании до крајот на годината да го завршиме ова календарска или буџетска година. Така да тоа се приливи директно кои се вливаат во буџетот на општина Кавадаци и во директна имплементација на граѓаните. Не се за никакви други цели, него за единствена придобивка на градот. Сакаме да привлечиме повеќе и странски и домашни инвеститори во делот на градење на некои трговски центари или градење во делот на бензински пумпи или отварање на повеќе наменски такви објекти како, не знам, некој мол, мини мол или било што, каде што би повлекло дополнителна инвестиција од страна на инвеститорот, а со тоа начин се овозможат финансиски апликации во самиот буџет на општина Кавадаци и во делот на градбата и во делот на комуналите, а нормално тука е вработувањето, тука е и оној обрат кој што би го имале ние во делот на секојдневното пазарење и менаџирање. Значи не мора додат од Прилеп у Скопје да се прочетат, може негде ќе дојдат и у Кавадаци кога ќе има некој мол. Така тоа е да придобивка која што може да имаме од подолгорочна гледна точка. Градинката, градоначалниче, е проблем кој што долги години се провлекува, посебно со отворањето на Дрекслер и заживувањето на повеќе компании. Се изгради еден објект, кога може да се очекува старт со работа и дали се планира изградба на нов објект? Едниот објект е во завршна фаза. Кога кажам во завршна фаза е во делот на опремување на објектот. Значи комплетно со внатрешна опрема и со инфраструктура за функционирање. Ми се чини дека нема да се задржи повеќе од 20 април, да пуштиме новата градинка да функционира со нови вработувања и некаде на околу 100 дечиња че може таму да згрижиме дополнително. Во моментот имаме околу 300 до 350 деца кои ќе чекаат на листа за примање во градинка, така да тука ќе ги сместиме 100 деца. Морам да ви кажам дека паралелно работиме на уште еден проект кој што е во село Марена. Има и ново и старо училиште, сигурно го знаете. Сега старото училиште го реновираме во втора фаза на реновирање, на прозори, на фасада, на врати, апсолутно комплетно. Школското настава, целокупно ќе ја префалиме во тоа старо реновирано училиште, а новото училиште кое што функционираше сега со 3 паралелки, добивме добивме начална согласност од Министерството за труд и социјала дека ни одобрува да го пренамениме во детска градинка. И таму би сместили од 40 до 50 дечиња, така да тие деца што на таа Глишик Марена Сопот тука гравитираат, нема потреба да ги носат со километри и за самите родители повеќе ги важа, така да тоа се 150 деца веќе згнижени и работиме на проект кој што треба да ни биде готов за 3 месеци за изградба на нова градинка за 150 до 200 деца. Тоа ќе покажа студиите дали ќе биде 150 или 200, таа ќе биде во делот на сега точно улицата меѓутоа Ресаска. Да, на Ресаска. Тој проект ќе биде готов за 2 месеци. Штом биде проектот готов, негде околу 60 милиона денара треба прилика по предмет да кошта, ќе го аплицираме до Министерството за труд и социјална политика. Начална согласност има дека има буџет да аплицираме 50-50. Значи 50% општината, 50% Министерството и со тоа веќе, така да речеме 90% ќе го решиме проблемот со градинките. Тоа стварно е многу незгодно, многу нефер кога родители бараат начин како своите деца се запишат. Имате ли ургенции за тоа сакам да кажам, значи незгодно е да се коментира и да се кажува кога некој ќе дојде, дајте молам да ургираме да го примеме моето дете во градинка. Значи една незгодна ситуација кај што сакам што побрзо да надминиме и да бидеме сите рамноправни или како да кажеме, не знам. Исто така имаме ние проект и план за изградба на приватна градинка.
тој плац, односно како маркица, ние би го пуштили негде септември на продажба, доколку има заинтересиран инвеститора, ние ќе се потрудиме како општина да убедиме некој да најдеме да инвестира, да направи приватна градинка, ние би го дали земјиште по многу поволна цена, само да направи приватна градинка, со тоа уште дополнително ќе се растарети цела ситуација и мислам дека ќе да биде релаксирана и политичка и вака пријателска ситуација за градинките, за тоа што знаете кога најмладите ќе почнат да се калкулира со нив и да се злоупотребува кој да ограден, кој да не, тука веќе нема дилема. Да, тоа не смееме да го дозволиме. Сами знаете дека тука дониравме 33 прочистувачи за воздух во самите градинки. Го отпочнавме тоа од нив, сакаме да почнеме и во основните училишта понатаки. Така да за нас е чест, дај Боже да имаме што повеќе деца, да можеме да си ги изгрижиме и да си растат заедно во една колективна установа. Така, немаме море, меѓутоа имаме море од Лозија. Мене ме интересира дали ќе добие Кавадарци туристички информативен центар и што ќе правиме на планот на поголем развој на туризмот, особено на винските патишта. Има ли некои проекти кои што може да ги споделиме со јавноста? Така, за месец дена од денеска Кавадарци има туристичко информативно биро, ќе биде во центарот на градот на самиот градски плоштад, прилепено, направено некаде соодветно како урбана опрема. Дел од вработените од општината, веројатно двајца, ќе бидат повлечени таму да работат во тоа информативно туристичко биро. Треба да работи веројатно 2 смени, за тоа што треба да работи од 10 сабајле, па не знам, до 11 или до 10-12 сати да работи, да имаме класични информации со карти, со населби, со историја, со било сувенири да функционира. Тоа ќе биде туристичко информативно биро не само за земјоделието, него општо за цел Кавадац, и за култура, и за наследство, и за земјоделие, и за спортот и било што. А во делот на она што го кажуваме ние, што кажавте, немаме море, меѓутоа сме преплавени од лозови насади како море. Винска куќа која што имаме во самиот градски парк, таа јас ја спомнував и ја кажав и у програма и еве за многу брзо време ќе испадне проектот. Самата винска куќа ја реконструираме и ја пренаменуваме во вински музеј. Значи, класичен вински музеј, како што ги има една европска метропола Бордо, смо го видел лично, моите урбанисти тука од општина и сите соработници ја поддржаа иницијативата така доста амбициозно. Значи, самата винска куќа ќе ја пренамениме да биде во вински музеј. Во винска куќа ќе имаме место за дегустација на вино, за запознавање со флаширано вино, со повеќе винарски визби, она се што на нашето поднебие, и со литература за вино, и со купување на, пак ќе кажам, сувенири и нешто што е традиционално за Кавадац и купување комерцијално на вино. Тука очекувам винарските визби да ме поддржат во целиот проект, а кругот на самата винска куќа ќе биде наменет за представување на винарството и лозарството во Кавадац. Така да, што ќе најдеме најстаро, од која година, ќе го поставиме како некој вид на објекти до завршувањето на годините 2018. Така да ќе почнеме од оние дрвени рала за орање, па не знам, од тој сандаци за изнесување на грозје, па соодветни садови за чување на вино на ракија, така да кажеме дека имаме историја, имаме традиција, како нашите предци го правеле виното, ракијата, па сме стигнале сега до еден град кој што стварно значи во делот на производството на виното. Така да еден вински музеј заедно со представување на целокупната култура баш на ова поднебие во делот на лозарството и во делот на преработка на винарството. Како се менува времето, овој објект беше дискотека едно време, дали знаете? Знам, се сеќам како дете дека беше дискотека, па после се направи да биде винска куќа, па дојде ресторант и сега е ништо, а ќе биде вински музеј кој што ние имаме план и ова лето ако успееме да почнеме да земеме едно туристичко вовче за помладите кои што ги имаме во градот за дечињата, да направиме една релација каде што летниот период, мај, јуни, јули, август, би се вклучиле децата да може со символична карта да се качат на тоа вовче, буквално оние вовчиња што ги гледаме, што ги има по туристички места, малечки, да си појдат со вовчето, не знам, до Костурница во градскиот парк, до музејот, до градскиот стадион и тоа да си има релација. Така да има едно движење за децата
и кај да се прошетаат и како да се запознаат. Така ќе биде една атракција, а во склоп на тоа и винската куќа, односно винскиот музеј ќе се биде добра намена. Каде биле овие идеи во главите на вашите претходни градоначалници? Како се справувате со сите барања на кавадарчани кога доаѓаат овде и како ги амортизирате нервозните влегувања овде? Герај, ја би рекол фала му на Господ, значи стрплив сум, не ми праве неред во душата, било кое влијание надворешно на било која особа, макар што тука доаѓаат луѓе кои се до максимална крајни граници изреволтирани и максимално расположени луѓе. Добре кога ќе дојде Бејли на гости да си направиш муавет, меѓутоа треба да го примиш и оној граѓанин кој што е најреволтирани, кој што треба да му обрнеш внимание и да му кажеш дека или е во право или не, или да најдеш заедничка средина. Идеите кои што ги поседувам и ги имам, значи се апсорбирани во делот на тоа што јас го гледам нашето општество, од делот на моја гледна точка, сум разговарал со повеќе говорници, пријатели, друштво и сето тоа што е моје обкружување до сега и понатака. Напорно работиме, нема да се фалиме да кажем, меѓутоа морам да кажам нешто, вика директорот на Комуналец, Џоко Попицов, вчера баш ми ја кажа смешка, вика, нема да се налучим, вика, нема да се налучим, кажи ми што е. Вика, бев дома, вика, наручик и мајки ми, вика, синко, супер е, вика, работа, шо, и мало, вика, и поголема бодала и од тебе, повеќе работа. Вика, не се лутил, викам, нема се лутам, нема проблем. Гледај, значи, треба некоја работа да ти исполнува. Есто како вас новинарство ви исполнува и така. Значи, ова работа е стварно многу макотрпна. Негаш кога ти го поставиш прашањето, може би е безцелно. Нигаш ништо не е безцелно, што го работиш, што го правиш, не го правиш за себе. Треба да си човек роден, да имаш душа и дарба, за да можеш да работиш малку и за другите. Ако го немаш тоа во себе, мислам дека границата ти е до тука. Ако го немаш тоа, повлечи се и работи си за себе. А ако сакаш да работиш за општество, тоа е моја вака лична изрека, дека мора да имаш во душа, да поседуваш тоа што ти е гордост и задоволство кога ќе направиш за некој друг нешто. Се чувствува поубаво, да направиш подобро утро, да имаш идеја спроводливо. Јас сега може да имам идеја и да нуклеарна централа правиме кавалација, не пие вода, што би рекле постарите. Така да мораме да си го негуваме она што е претходно, моментално и тоа што е да го направиме. Секој градоначалник, секој кој што бил на функција, мислам дека има и негативни и позитивни работи. Пред да почне емисијата го зборувавме тоа, јас сам кажав, да сме здрави и живи да го поминиме летото, ќе седнеме пак на уште да емисија и прво ќе почнеме од не негативни, него што не сум направил. Значи сум можел како можело подобро. Значи се додека така се анализираме, ќе направиме многу подобро. За мене е многу подобро кога ќе слушнам од страна, него самиот себе да си кажам за она што сме направили. Ја морам да кажам и да се заблагодарам на службениците во општината, што стварно ме прифатија како човек кој што не знам, имаат некои елани за работа сега, се вклучија во работењето, им дадов значење на сите и почита према и претходните градоначалници моментално, јас кажувам дека на највисоко ниво. Значи, јас во фирма приватна, кај што сум бил моја фирма, ја немав таа почит колку што имав тука во општина. Така да тоа се луѓе кои што знаат да почитуваат, меѓутоа знаат да се умилкуваат. Сега треба да ги разграничиш и да ги разбереш работите што е умилкување, што е почитување. Сум кажал сега, слободно да се разговара, нема лудба за добри проекти и за добар план. Така да и јавното предпријатие Комуналец, кој што е директно под нас, и општина Кавалаци, службите имаат еден елан и добар слух за работа. Верувате дека остануваат и после работа, еве сега имаме план мај месец најмалку 3 саботи да ги изработиме во интерес на граѓаните, во делот на легализација на предметите, во делот на подигање на софтверите кои што ги имавме, електронска архива, Лерот, финансиските, ажуриравме данок на имот, да бидеме равноправни сите. Ако треба некој да го ослободиме од неплаќање заради социјална случај или за било што, тоа се го донесе советот. Не е тој градоначалникот што треба да каже ти плати, ти не плати. Тоа не е фер вака према општеството. Така да мислам дека опашки нема да имаме и напротив, еве, на последниот приемен ден кој што го има, сите што беа на тема вработување ги примив групно, ги примив во сала за состаноци, негде околу 80 луѓе и кажав јавно, вие сите сте запишани и сте дојдени за вработување. Ќе разговараме транспарентно пред сите, дај да си ги видиме проблемите едни со други. Таму има политолог,
имаше професор, имаше хемичар, имаше електричар, има бравар, има водоводжија, така разговаравме сите заедно групно, да видиме кој колку чека работа и каде е проблемот до сега што тие луѓе или се лажени, или се грешно упатувани, или па они грешно размислуваат делумно во делот на како се бара работа. Вика градоначалникот вработува. Не вработува градоначалникот. Градоначалникот треба да направи услови и систем во општината за работа. Секаден кај што можеме да гурниме, да дадеме добра позитивна мисла, да кажеме добар збор, би го направиле тоа многу транспарентно и многу окей, никогаш не би го направиле тоа позади грб на некој друг за да му наштетиме на било кој на друг начин. Така да мислам дека на прашањата колеги дали би можеле да Јас уште уличното осветлување, градоначалникот кога елаборираше околу раскинувањето на договорот за улично осветлување спомена дека лично не е задоволен од тоа колкав е квалитетот на уличното осветлување. Градоначалниче, кога може да се очекува подобри светилки или подобра светлина во текот на ноќта? Рековте дека ќе се следат трендовите со она што го диктира технологијата кога е во прашање осветлувањето. Апсолутно. Вака, тука ја тоа ќе го поврзам со уште два момента. Гасификација, улично осветлување и ставање на видео надзор. Кавадарци работиме на тие три проекта. Значи, ново осветлување, гасификација и видео надзор. По првичниот проект Кавадац треба да добие 70 видео камери, да сите сообраќајници влезови и излезе од градот да имаме видео записи. Тоа ќе помогне многу и за безбедноста на граѓаните, и за безбедност на сообраќајот, а и во делот на по јавно обвинителство барање, не да Боже, криминални дела и било што. Така да ќе имаме еден град кој што ќе биде многу побезбеден и придонесува во тој дел. Зошто го кажувам тоа? Значи, ќе имаме кол центар, односно кол соба, каде што тие сите аудио и видео записи се снимаат. Ќе имаме систем за гасификација, каде што онлайн ќе се следи потрошувањето на гасови, системот за гасификација кој што треба да се направи, тоа бара ажурна подлога и бара ажурност од службите, не да Боже да има дефект во моментот, со гасот нема шали. И исто тоа ќе го вклучиме во делот на расслед. Ние сакаме да направиме укаваци од едно место да се палаци или со едно место да се гасат. Така да тука би постигнале многу поефикасна искористеност на самата електрична енергија. Сега замислите саат време да се палат светилките пред да се стемни. Имате у градот 4000 светилки. Саат време по една светилка е многу, а по 4000 кажува нешто друго. Па по денови и така натаму кога рачунаме ќе испадне многу. Така да ќе имаме таков еден систем за одржување и контролирање на целата електромрежа. И второ, тој систем ќе се гледа и кукав капацитет на светилките светат, дали има дефекти или нема дефекти. Исто така, дел од градските булевари нема да потрошиме рационално пари. Сега најлесно е да смениме 4000 светилки, има пари општината за таа работа, смени ги направи, буџет 4000 нови, фрли ги старите. Не. Ќе одиме транспарентно, ќе одиме домачински, најдомачински колку што може, ќе ги смениме главните булевари. Сите оние главни булевари што треба да бидат од прва категорија или Б3 стручно кажано осветлување, ќе ги замениме со нови лед светилки во делот на подобра светлина и подобри луксери кои што треба да ги постигнат во 21 век. Тие ќе ги извадиме од тамо, ќе ги ставиме во вторите зони. А вторите зони ќе ги ставиме вон употреба. Така да сега овие што се на булеварите ќе ги ставиме во вторите зони, кај што сега има стварно многу лошо светло. Со тоа мислам дека ќе постигнеме многу подобра светлина и така ќе одиме на неколку фази да ги дозамениме сите светилки. Гледа, тоа нема крај, тоа е жива материја. Значи, крај нема живата материја во делот на расплета, технологијата оде напред, техниката оде напред, мора да ја пратиш. Не знам, можеби за 10 години ќе добиеме сите само сончеви светилки, сончеви колектори ќе се бидат, се палат сами се гасат, така да нема ограничување. Тука би спомнал дека и сите училишни установи правиме проект да ги смениме со LED светилки, затоа што имаат многу голем раритет, тоа го проверивме како ситуација, многу големи фактури за исплаќање на електрична енергија. Едно училиште основно има околу 70.000 денари месечно за плаќање на електрична енергија. А се грее на нафта или се грее на дрвја, не користат електрична енергија. Многу пари, Значи, кога видовме дека во училиштата, поготово во основните и средните, преку целата настава светилките се пуштени.
Тоа јас не го укривувам, него го оправдувам за тоа што еве да добијат и подобра светлина, меѓутоа тие светилки кои се таму се од 80 до 90 година. Оние флуоресцентни неонски светла кои што трошат пута 5 електрична енергија за да добиеш ресната светлина со нова технологија. Така да тука ќе намалиме доста, ќе заштедиме и ќе добиеме подобро осветлување во самите школи. Мораме да се движиме напред. Бие спомнали пожарната служба. Кавадаци, за жал до сега, или на новогодишното излагање на Министерството за внатрешни работи беше втора поред најнепродуктивна пожарна противпожарна единица во град Кавадаци. Јас вака си земав една обврска на самиот себе. До крајот на годината, до 31.12. кога ќе треба Министерството го даде новите извештаи, ја би сакал да видам прва територијална заштитна единица во Република Македонија. Тоа кажува дека набавуваме нови возила, плюс 16 пожарникари примаме, ќе имаме соодветен кадар, соодветно едуциран, соодветна опрема, да одговориме на секој предизвик. Така да знаете дека пожарната не е само да служи за пожар, таа делува и во делот на елементарни непогоди, сообраќајки, еве како вчерашниот ден што имавме поголем ветер во делот на кровови или било што. Мислам дека ќе направиме добра служба во интерес на Кавадаци и не само за Кавадаци, морам да ви кажам дека нашата противпожарна станица е регионална. Таа е и за Росман, и за Кавадаци, мислам дека не е за градско, да, Росман Кавадаци, тој го обслужува комплетно. Така да тука ќе направиме една добра реконструкција, млад кадар и да имаме една солидна противпожарна заштита. Во делот на младите имаме повеќе теренски намени во делот на спортот кои сакаме да ги развиеме. Во делот на Ла Луна, како градски парк, тука сакаме да направиме затворен базен, да направиме теретана, куглана, се работи проектот. Спортскиот центар Јасмин, комплетна нова слика треба да добие. Отворениот градски базен треба да се опреми со неколку топогани или лизгалици за вода, така да летниот период функционира малку поатрактивно и целокупниот спортски центар, ја го викам спортски центар Јасмин, затоа што тоа е правото име, не е спортска сала, треба да биде тоа спортски центар, ќе добие ограда. Ќе добие само ограда, значи да си биде ограден и да ги тргнеме од таму и автошколите, да ги тргнеме таму и автомобилите, тоа што е кошарски терен да си играат кошарка луѓето, таму кај што е за фудбал, за пливање да си биде базенот. Сами знаете ги осветливме и 2-3 позначителни така игралишта во као тениски, мислам дека беше кај Гоце Делчев и доле кај новата болница. Тоа е еден дел кај што ние почнуваме со нешто да го развиваме спортот. Фудбалскиот клуб Тиквеш е генерален спонзор на општината со 6 милиона денари оваа година. Земавме, одвоивме средства плюс 3 милиона денари за сите спортски клубови во Кавадаци. До претходните години тоа било милион денари, сега е помножено со 3, значи 3 милиона денари се средства одвоени и веќе му се на располагање на спортските клубови. Така да сакаме да го развиеме малку и културниот живот во Кавадаци, да направиме летно кино на отворено, градскиот парк, градскиот площад малку да го развижиме, самото кино да го малку освежиме, да направиме повеќе содржини да има и нормално сето тоа да биде сплет на околности врзано со Тиквишкиот гроздобер. Имаме повик јавен да сите граѓани и сите институции, школи, образовни и било какви се вклучат во давање на идеи за Тиквишкиот гроздобер и тоа ќе ни значи една добра подлога, добра основа да направиме еден гроздобер како што го сакаат граѓаните. Знаете, желбите на индивидуалци се многу ограничени. Нигаш не може да направите јавен настап и добар настап додека не го слушниш масата на народ. Што ми ја погодиш правата таргет група и го направиш тоа како што треба, мислам дека ќе имаш голем успех во делот на настаните. И за руралните средини сигурно, нели, За руралните средини морам да ви кажам дека моментално работиме на урбанистички планови на 11 села. Нема да ги спомнам на памет, али ми чина дека тоа е Ресава, Бегниште, Сопот, па и горните села што ги имаме Бушовијата, 11 урбанистички планови. 9 милиона денара успеавме да земеме преку Агенција за рурален развој и поддршка и ги работиме урбанистички планови. Тоа е претходен проект отпочнат, ама беше позастанат. Направивме анекс на договор, нов договор, се оврсавме дека за 2 години ќе ги завршиме. Што му ги завршиме урбанистичките планови? За тие села, 11 села не ќе имаме урбанизирано. Кога ќе имаме урбанизирани села 11, можеме да работиме многу повеќе проекти и многу повеќе настани. Тука ќе ги спомнам Сопот, Бегниште,
Ресава и Дреново од 1 мај најкасно, а ми се чини дека ќе биде 15 април, ќе добијат комунален износ на смет. Значи до сега немаше. Сопот имаше дива депонија, Бегниште, Дреново, да, дива депонија. Сега веќе со одлука на Совет, со символична сума ограничена до 200 денари максимална по куќа, ќе си плаќаат, ќе имаат секој корпа пред својот дом и комуналното предпријатие ќе има завршка еднаш неделно да таа корпа ја празни и го носи сметот на одредена локација депонија. Така да руралните средини нема да ги заборавиме, нема да ги оставиме на страна. Имаме аплицирано до повеќе ИПА фондови и за канализација и за водовод. Мисли чини дека за рождени имаме аплицирано за канализација, за водовод имаме аплицирано за Бошовијата, за некои си села издвоени, за Бојанчите имаме за посебен водовод и за Раец имаме за канализација прва фаза, веќе одобрен проект кој што го работиме. Другите села исто така оние на излез на кај Неготино како што е до Сопот, таму ќе мораме колекторскиот систем да го дотераме до крај, за да не ги загадуваме нашите села и жители кои што буквално многу претрпуваат штета од самиот колекторски систем кој што не е доправен до крај. Имам уште 3 прашања кои 2 се од комунален карактер, едно политичко, ги оставам за крај. Комуналните. Центарот на градот, плоштадот, најавивте, чув нешто неофицијално дека ќе има ревитализација или некоја мала обнова или пак хортикултурно редување, дали ова точно, и дали е точно дека обиколницата околу Кавадарци ќе доживее асфалтирање, зајакнување, тампонирање и ревитализација. Така. Градскиот плоштад имаше јавен конкурс за давање на идејно решение. Идејно решение се јавија 5 особи анонимни, тие се гешуваат анонимни, затоа што не знаеме че идејното решение. Една јаме од страна од Белград, морам да ви кажам вака, на 4 од Македонија, една само од страна од Белград. Денеска комисијата имаше состанок, ми се чини дека веќе имаат одбрано кој е најдобро решение, ќе биде повикана предлагачот на решението. Добро дошли. Да, деновите. Тоа се претежно работи кои што треба да се сменат на амфитеаторот, големата фонтана, 2 мали фонтани и доуредување на градскиот плоштад со зеленило, дрвја и осветлување. Значи, само така ќе го заокружиме. Нема да биде мегаломанска сума, нема да биде непродуктивно, ќе биде стварно со мали средства да ги оформиме и ставиме тие површини во функција на граѓаните. Амфитеатор се покажа како нефункционален, големата фонтана е нефункционална, така да тие два урбани објекти во самиот плоштад ќе бидат во делот на новата измена на дополнување и пренамена на градскиот плоштад. Пак ќе кажам, сумата ќе биде транспарентна, шом го добиеме идејното решение од предлагачот од авторот и добиеме проект за инфраструктура, ќе ги имаме пресметка која што треба да ја реализираме. Кавадарци оваа година до крај на годината Северен буливар ќе го реше комплетно. Значи Северен буливар од новата болница до бензинска пумпа Мак Петрол ќе биде нов булевар, значи ќе се направи комплетно како да кажеме нов булевар. Затоа што прво треба да го подигнеме со мезар, затоа што доле се собира многу вода при брнежи, значи таму ќе има подигање, значи ново тампонирање, атмосферска осветлување комплетно и нови 2 коловозни ленти. Така тоа ќе биде такато решение кое ќе доликува на град Кавадарци. Западен булевар од Гала бензинска пумпа и Мак Петрол ќе продолжи се до завршување со, ми се чини дека Евротранс последна компанија, тоа е километар и 100 метри, 4 ленти со пешачка зона и расклета комплетно. Проектот 65 милиона денара, кој што веќе агенцијата за патишта ни одобри 35 милиона и ние учествуваме со 21 милиона и со тоа го завршуваме комплетно. Така да тие два булевара ќе бидат комплетно осветлени со пешачки зони, со тротоари и со влезови и излези соодветно. Исто така ќе го спомнам и влезот на кај Возарци, од самата градска капела до Југокомерц имаме порачано проект кој ќе го направа за да комплетно биде осветлен. Значи тој влез го осветлиме, така да ќе имаме 2 влеза веќе прилично што ќе личат на град и оној влез на кај Глишич од Неготино, останува за наредната година да успееме, правиме проект да ставиме уште една коловозна лента и тој да го осветлиме булеварски, да доликува на влез на Кавадарци. Градоначалниче, како успевате да постигнете, менаџирајќи ја градоначалничката функција и подпредседателската функција, како
подпредседател на најголемата партија опозициона во моментов. Тешко ли е да се работи на двата фронта и гледате ли излез од оној бојкот кој што го имаше ВМРО ДПМН, бидејќи има најави дека се враќа партијата во пратениците во парламентот? Така. Како еден од потпредседателите на ВМРО ДПМН, синоќ имавме извршен комитет и се донесе одлука да се вратат заедничка одлука со пратениците и работната група во парламентот, затоа што мислам дека таму е место на пратениците да се дискутира и дебатира. Ја морам да ви кажам дека заем не беше пред се и често задоволство да имаме таква функција, што се кажува втора функција по висина во една најголема партија во Република Македонија, без разлика што сега е опозицијски настроена, па може биде позиција и така натаки. Мислам дека тоа треба вака за кавалаците да значи многу повеќе, затоа што кавалаци имало успешни луѓе, а многу добро е да има уште поуспешни луѓе да можат луѓето да одат напред. Од тоа можеме да имам и лична придобивка како човек и политичар, меѓу тоа и град Кавалаци може да има така една силен ветер во грб за да може да се развие како град. Кога се има желба, се може се. Имам време да ги стигнам тие работи, затоа што обично политичките и партиските активности се после 17-18 часот попладне. Тука имаме на замерка од семејството малку повеќе, од граѓаните се уште не и нема да имам, затоа што сега што е после работно време, затоа што политичката работа или партиската е хонорарна работа, никој не работи професионално, многу ретко некој луѓе работи професионално и обично тие активности се сегаш попладне, нормално, доколку немаме изборна година или било некои други позначителни процеси. Така сега за сега мислам дека стигам и дека пак ќе кажам Кавадарци за прв пат мислам дека има толку високо етаблирана личност во делот на партиите, а утре во делот и на политиката. Така да мислам дека заменик председател на една од поголемите партии Кавадарчане за сега немало. Тоа пак ќе кажам може да ни биде откачна даска за да можеме да направиме подобро. Јас можам да ги ветам на граѓаните дека мојот 4 годишен мандат, здрави живи, не би го пропуштил за ништо друго. Ја станал тука градоначалник, да си го направиме градот како што треба. За понатки ќе размислуваме заеднички, ќе носиме паметни одлуки каде треба да одиме и како да одиме. Растргнати ли сте во таа смисла, дали сте условно речено на удар од вашите сопартици, да бидејќи сте еден од градоначалниците кои што нели од ретките и впрочем речено нели поголема општина од оние каде што се другите, каде што има ваши сопартици и градоначалници, дали сте на удар во смисла на тоа да се бара од вас вработувања, некои услуги, па и финансирања, бидејќи нели сега се смалува опсегот на тоа од каде може да се бара нели помош. Така. Како се поставите на почеток, така ќе работите. Не прифаќам ургенции партиски, не прифаќам укажување партиски во делот на општината. Тоа сме го кажали и првиот ден, го кажуваме денеска, ќе го кажеме исто и првиот ден. Од денеска натака. Така да се што она партиско и вработување и било како ја го оставам на партиите да го решаваат надворот и јавните институции. Ја можам да ветам и да кажам како градоначалник, без разлика во која состојба ќе биде државата или партијата. Никогаш нема ниту еден вработен во јавните институции, во образование, во општина, во предпријатија да добие налог и насока од било кој да напушти работно место и да оде на митинг или да оде на не знам бојкот на протест или било што. Така да секој има си ја заврши обврската работна према државата и према општината, во приватно време може да прави кој што сака. Нормално, како градоначалник, како потпредседател на ВМРО ДПМН, политиката која што засапува нашата партија и ја преферираме како десно ориентирана, како поблиска до граѓаните, јас ќе ја менаџирам и ќе гледам да ја доближам до самите граѓани, ма никако по цена на институциите. Во делот на финансирањето, јас ќе откриеме на работа која што не знам дали воопшто ја знаете, во моментот се преговара за закон за финансирање на партии. Тоа ќе биде многу демократски, многу голем чин за Македонија, за сите партии добијат државно финансирање. Со тоа ќе ставиме крај и на шпекулациите, крај и на оние политички притисоци кој треба да финансира и како треба да финансира. Така да законот е предложен од ВМРО ДПМН, прифанат од Социјалдемократскиот сојуз како моментална опозиција и делот на другите партии. Секоја партија врз основа на критериумите кои ќе ги поседува, активности, членови, парламентарци во делот на парламентот, ќе се добие соодветно финансирање. Така да 90%
партиите ќе имаат обезбедено финансирање од државата, кој што за мене лично и за вас граѓаните и за сите е многу добар момент. Е многу добар момент, нема да има манипулации, нема да има терор врз ниту бизнис сектор, ниту фирми, ниту стопанство. Така да тука ќе биеме демократизирани 100%. Тоа е еден момент кој ќе мислам дека мај-јуни ќе се усвои тој закон за финансирање на партии. За прв пат у Република Македонија ќе има закон за финансирање на партиите. Колеги, дали превршуваме? Да, тука да завршуваме. Само едно прашање на крајот, колку е Митко Јанчев амбициозен од оваа позиција кон позициите на републичко ниво? Во една емисија рековте дека еден ден ќе бидам во влада на Република Македонија. Сега добро менаџирате со општина Кавателци, успешни ви се односите со Социјалдемократскиот сојуз, успешен сте во вашата партија, ВМРО-ДПМН, дали вашата амбиција, млад човек сте, ќе продолжи понатаму? Како што кажав, значи прво да си го завршам она што го вети за Кавадаци и овој мандат ќе биде насочен само на тоа и претежно професионално се насочен во делот на општината. Како се развиваат понатамошните ситуации и политички и во делот на републички, јас соодветно ќе се прилагодувам кон тоа што значи предизвици. Секој предизвик е добродојден, немам политичка граница, кажав и пак кажувам, имам амбиции за да развијам некоја поголема функција и поголеми ситуации, меѓутоа тоа ќе зависи не од мене, него од оценка од граѓаните и самите партии кои што ги правим. Ако бидам успешен во делот на градоначалничните функции, во делот на амбициозноста како градоначалник и справедливоста, мислам дека имам реални шанси да ми биде отскочна даска за да отиде погоре во политиката или во делот на централната власт. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа не значи само од мене, значи од целокупното и од политичка клима и клима на делот на економијата, амбиентот и се што она заедничко како општество. Благодарам. Ви благодариме, градоначалниче. Добро, благодарам јас на вашето присуство, еве, ова нека не биде прва емисија која што отпочнавме и да не биде пракса за можеме да што поблиску ги представуваме ситуациите и реалните моменти за граѓаните. Благодарам, колега, да се одјавиме. Да. Благодарности до гледачите што беа заедно со оваа емисија во која што градоначалникот транспарентно одговараше на новинарските прашања кои што ги поставивме колегите кои што работиме во интерес на јавност. Благодарам што бевте со нас, имајте секој добро со содржините кои следуваат.